Пролетта полека се буди, а со неа и индустријата на возила. Некои модели си заминуваат од сцената, некои се враќаат, а некои допрва започнуваат неизвестната кариера на пазарот кој живот значи. Масерати верува во спортско корисните возила, па го лансира својот втор представник во тој сегмент. Скоро сите нови модели што се продаваат во Европа на некој начин се електрифицирани. Сепак, се повеќе се размислува за алтернативата на струјата, која многумина ја гледаат во водородот. Денеска го подготвивме тестот на повратникот на европскиот пазар Hyundai Sonata, која останува ретка алтернатива во сегментот кој полека се гаси. Добродојдовте во новата епизода на Автомагазин. Новиот Грандленд се придружи на семејството Opel во Македонија. Популарниот кросовер сега се представува во потполно ново светло преку изгледот на предницата во така наречениот визор стил, каде зад решетката се кријат сензорите и радарите за асистентите во возењето. Внатрешноста има добри пропорции, а најдобрата гледка е резервирана за возачот кој преку Pure Panel дигиталната инструмент табла има јасен преглед на сите параметри, а лесно му е воочлив и централниот дисплеј што е во продолжение. Понуден во 3 нивоа на опременост, новиот Грандленд ја има истата моторизација како и новата Astra. Термичките мотори се класични бензинци и дизели засилени со турбо, впрегнати со 6 степен мануелен и 8 степен автоматски менувач. Покрај овие, понудени се два плагин хибриди со 225 и 300 коњи. Почетната цена изнесува 24.500 евра. Од Јапонија пристигна вест дека Сузуки сака да се вивне во небо. За таа цел потпишан е договор за соработка со компанијата SkyDrive, која успешно експериментира со лесни летала. Со него е предвиден заеднички развој и промоција на овие, да ги наречеме летечки автомобили, како и истражување на пазарот за нив и за нивните технологии. Она што е најинтересно е дека, иако Сузуки е голем производител на бензински мотори, овие летала ќе се на електричен погон. Деталите за договорот останаа во целосна тајност, иако се очекува интересот да се насочи кон моделот кој може да понесе две лица, кого компанијата SkyDrive го развива веќе 4 години. Покрај него имаат и карго дрон со носивост до 30 килограми, а во планот е првите сериски произведени летала да бидат представени во 2025 година. Мерцедес одлучи да го прошири наследството на AMG GT со нова култна изведба означена како Track Series. Веќе самото име кажува дека не е наменета за јавни патишта, а ексклузивноста е нагласена со производство на лимитирани 55 примероци по повод 55 годишнината на AMG. Како основа има послужено Black серијата на AMG GT, чии врвни перформанси се искомбинирани со особините на тркачките GT3 и GT4 модели веќе докажани на патеките.
4-литарската V8 битурбоцентрала е засилена на 734 конски сили кои во содејство со 6-степениот секвенционален менувач и прилагодливиот диференцијал се пренесуваат само на задната оска. Ослонувањето е со 4 насочни амортизери со посебни параметри за побавно и побрзо возење. Системот за електронска контрола има 12 тркачки режими на работа, а во резервоарот собира 120 литри гориво. Цената на овој технички бисер е поставена на 369.000 евра без давачки. Без никакви емоции, водејќи се чисто од она што е најдобро за бизнисот, Мицубиши на срамен начин го погреба последниот спомен на Пајеро. Ја продаде фабриката на производител на тоалетна хартија. Договорот, тежок 34 милиони американски долари, веќе е потпишан и новиот собственик сега се подготвува за нејзина трансформација, за да може таа од идната година да започне со работа. Оваа фабрика со официјален назив Пајеро Manufacturing беше отворена 1943 година и некогаш се сметаше за бисер на производствениот потенцијал на јапонската марка. Покрај Пајеро, од неа повремено излегуваа уште некои модели на Мицубиши, но и на Тојота и Хонда. Сместена е во малото место Сакахоги, во централниот дел на земјата, кое често се нарекуваше Паджеро Таун, бидејќи Мицубиши беше најголем работодавач во целиот регион. Во најдобрите времења од неа излегуваа по 170.000 возила годишно, а пред нејзиното затворање во 2020-та вработуваше околу 1000 луѓе. Тие се надеваат дека раководството на Мицубиши ќе најде купувач за овој фабрички комплекс меѓу останатите производители на автомобили, но сега ќе мораат да се преквалификуваат. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги одсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel.
Неделава во Модена беше резервирана за нови работни победи. Од градот каде е лоцирана фабриката на Масерати тргна промоцијата на Грекале. Поворката ја вода 3 изведби со мотори од 300, 330 и 530 коњи. Кросоверот има и теренски капацитети кои треба да му овозможат на Тризабецот враќање на пазарите од каде е ретерирал. На само 12 километри од Модена по локалниот пат се наоѓа Сант Агата Болонјезе, родното место на разулавениот бик. 15 примероци на Авентадор Ултимае, наменети за Соединетите Американски држави, завршија во колекцијата на Атлантскиот океан, откако опожарениот брод што го транспортираше потона со уште 4000 други возила на групацијата Volkswagen. Lamborghini повторно ќе ги произведе наречените автомобили, но купувачите се молат за трпение. Тризабецот на Нептун повторно се најде на маска на спортско корисно возило и се приклучи на првенецот Леванте. На прв поглед јасно е дека е постигната рамнотежа помеѓу разновидноста, елеганцијата, перформансите и иновативноста, гарантирајќи динамика, удобност и безбедност во исто време. Овие карактеристики се комбинирани со теренски способности и безкомпромисно уживање во возењето. Каросеријата на Гракале долга е 4,85 метри и поставена е на меѓуоскино растојание од 2901 мм. Естетските и перформансните норми кај Масерати се високи, па од самиот почеток представени се 3 интерпретации што се разликуваат по силата на моторите и декорот на интериерот. Која од која постокмени нив ги задвижуваат 4-цилиндричен бензинец подпомогнат со благ хибриден систем. Достапни во нивоата GT и Модена, тие развиваат 300 и 330 конски сили. Специјалитетот е сочуван за врвната изведба Трофео. 3-литрениот вешес бензинец е базиран на моторот Нетуно, поставен на MC20. Неговите 530 коњи се доволни спринтот до стотка да трае помалку од 4 секунди, а сказалката на брзинометерот да се протегне до 285 км на час. Една година по комерцијалното лансирање треба да се појави потполно електричната верзија Гракале Folgore со 400 волтна технологија, но нема никакви детали дали ќе биде употребена постоечката конфигурација на Stellantis или ќе биде модифицирана. Кога дефинитивно беше утврдено дека нема спас за Felicity Ace, бродот што го носеше скапоцениот товар кој сочинуваше на 4000 автомобили на групата Volkswagen за американскиот пазар, Lamborghini ќе го рестартира веќе стопираното производство на моделот Aventador Ultimae, за да ги надомести 15 примероци кои се наоѓаа на опожарениот брод кој се запали на 16 февруари и потона во Атлантикот 14 дена подоцна. Покрај нив испод палубата се наоѓа уште 70 примероци на разолавениот бик, повеќето модели Урус кои завршија на дното на Атлантскиот океан. На пресконференцијата извршниот директор на Lamborghini Штефан Винкелман најави дека ќе го рестартира производството на Aventador Ultimae со V12 мотор. Шефот на брендот за суперспортски автомобили призна дека нема да биде лесно да се задоволат куќите кои ги очекуваа нивните возила Aventador Ultimae, додека за останатите опожарени возила вели дека се помал проблем бидејќи нивното производство се одвива редовно. Дополнителен проблем е што клиентите, кои долго време ги плаќаа своите суперавтомобили и нивната единствена серија, ќе мора дополнително да чекаат. Не е познато и дали рестартирањето на производството на Aventador Ultimae ќе го одложи представувањето на неговиот наследник со V12 хибриден мотор, чиј развој е при крај.
Покрај марката Lamborghini, меѓу уништените автомобили се и 189 примероци на Bentley, над 1800 Audi, Porsche и Volkswagen во вкупна вредност од $401 милион. Со умерена доза на чалам во седиштето на Алфа Ромео F1 тимот представени се едициите Естрема. На свеченоста одржана во Хинвил, Швајцарија, Алфа Ромео и Заубер демонстрираа дека синергијата ја продолжуваат преку сериски модели. Од април, Џулија и Стелвио ќе ја понесат првата специјална серија што ќе се продава глобално. Естрема означува совршена комбинација на техничка префинетост и уживање во возењето. Спортските бандажи, 19-инчника и Џулија и 21-инчника и Стелвио, тлештите на сопирачките, браниците и надписот Естрема се единствените надворешни показатели на посебната едиција. Спортскиот изглед е пресликан во ентериерот со фурнир од јаглеродни влакна и обложен со алкантара. Џулија и Стелвио Естрема се опремени со 4 цилиндерски мотори. Бензинецот има 2 литри, од кои со помошна турбина пумпа 280 коњи, а 200 кубици повеќе има турбодизелот со 210 конски сили. Двата се споени со 8-брзински автоматски менувач и Q4 погон на сите тркала. За цената уште ништо не се кажува. Иако се чини дека јапонските марки каскаат за достанатите во електрификацијата, тие тивко си ја вршат работата. По повод 50-тиот роден ден, Civic стана хибрид, со што ја заокружи мисијата на Honda целата гама на стариот континент да биде електрифицирана, а во догледен период да се понудат повеќе батериски електрични возила. Таква цел има и Yamaha, која игра клучна улога во сегментот на мали скутери. Тие се осмелија да го комерцијализираат најпопуларниот модел во електрично издание под името Nios. Yamaha, која со деценија е еден од најреспектабилните производители на скутери во класата до 50 кубни сантиметри со представувањето на Neos, сврте нова страница и започна да го електрифицира овој сегмент. Наменет за Европа, тој презеде многу нешта од своите бензински браќа. Изгледот му е стилско скоро идентичен, а и техничката основа не се разликува многу. Внимателното око сепак ќе го забележи електромоторот интегриран во задното тркало, како и 13-инчните пневматици со низок отпор на тркалење посебно развиени за него. Под седиштето има место за кацига, но само во основната верзија која се испорачува со една батерија, чиј капацитет е доволен за околу 35 км возење. За полнење се потребни цели 8 часа, а кој бара повеќе може да докупи уште една батерија со што автономијата се удвојува. Yamaha Neos има два режима на возење. Стандардно, излезната моќност на електромоторот е 2,8 конски сили, а максималната брзина 40 км на час. Во економичниот режим моќноста е ограничена на нешто над 2 конски сили, а брзината на 35 км на час, со што траењето на батеријата се продолжува. Овој скутер, кој е прв електричен на јапонската марка, може да се поврзе со телефон преку апликација што ги снима податоците на возењето. На избрани европски пазари во продажба ќе се најде во мај по цена која надминува 3000 евра. Надоврзувајќи се на 50 годишното наследство, целосно новиот хибриден Civic комбинира силни перформанси и ефикасност со подобрени нивоа на удобност во внатрешноста, визуелна привлечност и севкупна употребливост.
Со ова Civic ја заокружува мисијата на марката да ги електрифицира сите европски модели до крајот на оваа година. Тој ќе се појави на европскиот асфалт кон крајот на третиот квартал. Во својот изглед, Civic отелотворува нов, прогресивно возбудлив пристап кон дизајнот. Заедно со развојниот принцип на Honda, мен максимум машин минимум, овој заеднички пристап ги обликуваше сите аспекти на дизајнот и развојот на Civic. Нема ништо ново да кажеме кога ќе опишаме погонската група. Наставката e-HEV се однесува на хибридно електрично возило, чиј мотор е поврзан со нова литиум-ионска батерија од 72 келии, што ги напојуваат двата компактни, но моќни електромотори. Тие соработуваат со ново развиениот дволитарски бензински мотор со директно впрскување. Погонската група испорачува максимална моќност од 135 киловати и 315 Нм вртежен момент. Од лансирањето во 1972 година, Honda го има испечатено Civic повеќе од 27,5 милиони пати и распоредено во 170 земји. Целосно новиот Civic се надоврзува на претходните генерации и ветува дека ќе постави нови стандарди за класата кога ќе пристигне во Европа од есента 2022 година. Електричните возила со батерија се омасовуваат, но се погласни се критиките упатени на начинот на кој струјата се добива и процесот на изработката на батериите. Погонот на водород со горивни келии ветува многу. Од процесот на согорување нус појава е чиста вода, нема да има потреба од батерии, а ќе се задржат сите предности на електричниот погон. Тој веќе е оперативен во комерцијалните возила и зема се поголем замав. Добар показател дека горивните келии имаат светла иднина е студијата A4810 оверена од Алпине. Перформансната марка на Рено прикажа здиво од земачки концепт направен од 28 студенти на постдипломски студии по транспортен дизајн. Концептот на супер автомобил A4810 е ориентиран кон технологиите од следната генерација, а истовремено се залага за традиционалните карактеристики на брендот Алпине. Проектот, предводен од студентите, е идеален начин за Алпине да ги прошири своите хоризонти на новите генерации дизајнери и возачи и да ја подигне свеста за иновативниот проект представен од талентирани студенти. Според основните технички карактеристики може да се заклучи дека доколку стане реалност, истиот може да се имплементира во многу сериски модели на Рено. Дизајнот има аеродинамични карактеристики инспирирани од болидите на Формула 1. Тимот студенти користеше дигитални алатки за дизајнирање на интериерот преку скици, 3D модели, рендери, анимации и развој на Human Machine Interface. Со вклучувањето на напојувањето со водород, тие развија концепт кој речиси е подготвен да тргне по патот на многу поодржлива иднина, која е далеку поеколошка од сегашните електрични возила со батерија. Кога пред едно десетина години Hyundai објави дека сака да биде главен конкурент на Volkswagen, сите се подсмеваа со него. Но, како поминува времето, така Hyundai покажува дека она што го кажа беше многу сериозно. Во Европа Hyundai е најпознат по своите компактни и спортско корисни возила. Соната беше присутна на европскиот пазар, но остана активна во Азија и во Соединетите Американски држави. Сега повторно Соната се враќа на стариот континент, но идентична како и
моделот од другата страна на Атлантикот. Целата контура на соната делува како да е инспирирана од делфин, додека задниот дел е извонредно маркантен. Овој потег на поклопецот на багажникот е направен за да го усмери воздухот надвор од контурата на автомобилот, за да има што помал отпор на воздухот. Гепекот е голем и доликува на вистинска лимузина која има купна должина од 4,9 метри. Соната секогаш била ориентирана кон бизнис корисниците, па затоа на задниот дел има извонредно многу простор. Можете да ја користите дури и како службен автомобил и без никаков комплекс да се возите на задната клупа. Модерниот изглед на надворешноста е преселен и во интериерот. Веднаш кога ќе влезете, се чувствува дека е големо внимание посметено на ергономијата. Пред возачот се двата веќе задолжителни LCD дисплеи за секој модерен автомобил. Едниот пред возачот, другиот на централната конзола. Се гледа мешавината на модерното и традиционалното, кое е истакнато преку прекинувачите за клима уредот, но и прекинувачите за контрола на функциите кои се сместени на воланот. Веќе од првите километри извозени со соната се покажува дека Hyundai применува една потполно нова тактика во конструирањето на оваа лимузина. Предходната генерација беше мека и воздушеста, додека сега соната делува робусно и круто. Тоа прво се однесува на подпирањето, кое има, можам да кажам, спортска нота. Иако долга 4,9 метри, таа суверено се однесува на пат со свиоци. Задвижувана од 4-цилиндарски 2,5 литрен мотор од 180 коњски сили, ја пренесува силата на предните тркала преку автоматски менувач. Она што ми се допаѓа во соната е опременоста. Баба Марта ги покажува своите заби, па до израз дојде грењето на воланот и на седиштата. Покрај опременоста ми се допаѓа што има два модуси на возење. Тоа е еко и спорт. Кога го активирате спортскиот модус на возење, тогаш сонатата го менува својот карактер. Ви дозволува лесно да се поигрувате со менјачот, но и со управувањето кое супериорно се однесува, доколку ги земете во предвид димензиите, но и тежината на возилото. Секако дека тогаш е малку и поголема потрошувачката, но овој 2,5 литрен мотор одлично се однесува, а се чувствува дека при форсирањето звучната изолација не е баш најдобра. Се разбира дека не може да биде се идеално, но вистинско изненадување, барем за мене, е однесувањето во свиоци, бидејќи предходниот Hyundai Kona, кој го тестиравме пред две емисии, се покажа доста инфериорен во возењето на свиоци. Соната има ниско тежиште и тврда амортизација, па затоа дозволува да правите и спортски излети, иако е ова лимузина. Таа при нормално возење се однесува сосема добро. Тивка е и ви овозможува дури и економично возење во инает на 2,5 литрениот мотор. Доколку сте култивирани и умерени со забрзувањата, тогаш можете да ја спуштите потрошувачката да биде пониска од 8 литри на 100 километри. Но, доколку имате тркачки амбиции,
тогаш помирете се со потрошувачка која надминува 13 литри. Сведоци сме дека секојдневно автомобилите поскапуваат, но со ова ниво на опременост соната се наметнува, бидејќи со цена пониска од 40.000 евра може да конкурира скоро на сите лимузини од оваа класа. А каков е трендот во автомобилската индустрија, сегментот D, односно средната висока класа, како полека да се гасне. Иако е тој трендот, Hyundai направи една солидна лимузина која може да пружи не само многу простор, туку и забава зад управувачот. Ви благодарам на вниманието. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание. Се гледаме повторно за една седмица. До гледање.